Веќе ја најавив, тоа се јавните набавки или некои загрижувачки тенденции кај јавните набавки за периодот јули-декември 2018 година. Зошто овој тајминг? Затоа што најревносно со години наназад мониторинг на јавните набавки прават од Центарот за граѓански комуникации. Добро вечер за Сабина Факиќ. И уште еден гостин вечер од Стопанската комора, Љупка Илиевска-Самарџиска. Добро вечер. Вие излеговте неделава со податоци, како што реков, тоа го правите со години, одлично, не знам, Цела декада има веќе да, откако сме но има ли да, некој ефект? Вие имате навистина прецизни податоци. Допира нешто до властите кои ќе излезете со некакви поалармантни податоци? Ефектот може би не го гледаме во она смисла како што би сакале во подобрување на спроведувањето на јавните набавки, но секако ефектот постои во реално констатирање на проблемите, што мислам дека е почеток за да можеме да бараме решенија. Нашиот придонес исто така го гледам и во тоа што бевме вклучени во изготвувањето на новиот закон за јавни набавки. Мислам дека предлозите, особено оној предлог за воведување на управна контрола, треба да даде придонес кон намалување на ризиците од корупција и кон намалување на многу проблеми кои сега постојат како резултат на отсуството на контролата. Вашите резултати од мониторинг користат на новинарите, нели, тие податоци за бројни други нивни истражувачки истории и жалам што нели го напуштивте со Герман Филков новинарството, но еве имаме пригоди за расправа на темата која е во вашиот домен на работа. Значи, вашиот мониторинг и извештајот се однесува за овој период јули-декември 2018. Јас во најавата денеска дадов неколку работи, има повеќе, би оделе онака поред. Една од забелешките ви е дека зачестено во овој период има големи тендери. Нели, што ја намалува конкуренцијата, наместо да има повеќе тендери. Таа тенденција е само за овој период од годината, предходните е поинаку? Мислам дека тоа беше нешто што баш го одбележуваше овој период од 6 месеци, односно второто полугодие од 2018 година, бидејќи нашиот мониторинг почива на полугодишни периоди. Избираме одреден примерок на тендери, големи и мали, во различни видови на постапки, за да биде, да кажам, нашиот примерок рефлексија на она што навистина се случува и на теренот. Забележавме дека проблемот е во тоа што кај големите тендери всушност не се одеше на делење на лотови, што овозможуваше, или на делови, да кажам народски, што овозможуваше всушност институциите кои ги спроведуваат тие големи тендери да поставуваат и високи услови и на тој начин всушност да фаворизираат одредени големи фирми. Зошто велам се одлучуваат и не ги делеа тендерите на делови? Да кажам дека во набавката на битумен, потоа во набавката на биохемиски материјали, оној голем тендер на Министерството за здравство кој покрена и лавини реакции, понатаму на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор за градежни зафати, за најчистки и слично, се забележа всушност дека не се одеше на делење на делови, иако тоа беше нешто што е сосема очекувано и нешто што е практикувано претходно. Па така да доаѓаме до едни апсурдни ситуации да во така големи тендери кои изнесуваа и по 5,5 милиони евра за набавката на битумен, понатаму 50 и нешто милиони евра беше на Министерството за здравство, секако дека се јавуваат или може да се јават само одредени фирми. Наспроти тоа го нотиравме и апсурдот дека па од друга страна набавка од 5.000 евра за работни униформи, посебен дел се одвојува за работните униформи, а посебен дел за обувките. Значи, потенциравме дека тој апсурд, нели, навистина делува како, да кажам, како еден начин на дискриминација на фирмите и секако дека упатува дека институциите, особено кај големите, да кажам, тендери, како однапред да знаеле кои сакаат да го добијат тендерот. Значи, насликан е добитникот. Постојат и некои тези дека вакви големи тендери ги намалуваат, или трошокот го намалуваат, или кога е на купче набавката.
Зависи, знаете како, сепак ние треба на набавките, зборувам особено од позицијата на извршната власт, мислам дека на набавките мора да гледа и како на инструмент за потикнување на економскиот развој. Секакво окрупнување, сигурно ќе се согласат со мене, ќе се согласи Љупка од Стопанската комора, секакво окрупнување на тендерите, така големо окрупнување, ги фаворизира големите и на тој начин всушност тендерите постојано ќе ги добиваат едните исти. Значи потребно е да се оди на поделба каде што секако економската логика го оправдува тоа и да се вклучат на пазарот на јавни набавки, што е можно повеќе фирми. Љупка, какво е расположението во Стопанската комора на Македонија? Таму има и големи компании. Дали нив им одговараат вакви големи тендери или ова што Сабина го велеше, расцепкување на повеќе? Значи, генерална оценка за тендерите од страна на компаниите до сега беше проблемот со најниската цена. Критериумот најниска цена како одлучувачки критериум при изборот на најповолните понуди и дополнително на тоа задолжителните електронски аукции многу ги намалуваат цените на тендерите и за сметка на тоа се запоставуваше квалитетот на производите. Најмногу во изминатиот период компаниите реагираа на овој проблем. Исто така компаниите реагираа и на високо поставените критериуми, а тоа се кај овие големи тендери што ги велиме, бидејќи тамо се пропишуваат услови кои што компаниите, поголем дел од компаниите не може да ги исполнат. Тоа е оно што го кажува Сабина, кога веќе се знае добитникот? Па, вака да ви кажам, кога се определуваат високи такви критериуми за тендерите, тие треба да бидат во сооднос со предметот на набавката. И секогаш што е наведено и во законот, секогаш и договорниот орган треба да води сметка критериумите што ги пропишува да бидат соодветни. Не можеме ние да бараме една компанија да има, не знам, 5 пати, 10 пати, 100 пати поголеми приходи остварени во претходната година, а износот на набавката да биде многу кратно помал. Или пак да се бараат некои квалификации во смисла да имаат број на вработени преголем, да имаат опрема, да имаат... Не може за една набавка, една компанија, поголем број на компании да ги исполнуваат сите тие услови. И секако дека конкуренцијата го подобрува изборот на соодветна понуда и треба да се овозможи да се обезбедат тие услови за поголема конкурентност во процесот. Зошто темата јавни набавки е значајна? Затоа што секаде е извор на корупција. И преку јавните набавки, партиите на власт, обично нели со проценчиња, провизии, така, го прикриваат финансирањето на црно, а многумина и лично заработуваат, нели, не само партијата. Од тие причини е многу значаен овој мониторинг на набавките, како се одвиваат и што се забелешките. Еден од податоците кои го имав и во најавата за дебатава, до кој нели дојдовте вие, дека во овие 6 месеци конкуренцијата е влошена. И велите дури во 32%, тоа е значи скоро третина од тие тендери, конкурира само една компанија или има само една понуда. Ова е споредбено за тоа велам како е во претходните периоди. Ова е за жал нешто што било слично на изминатите години. Влошувањето е само во однос на првото полугодие од 2018 година. Ако барате мое лично мислење зошто конкуренцијата беше поголема во првото полугодие од 2018 наспроти второто во истата година, е резултат на тоа што мислам дека компаниите со промената на власт очекуваа некаква позначајна промена и во однесувањето и во спроведувањето на постапките. За жал во тие први 6 месеци видоа дека нема некаква промена и дека се е постаро, законот не се смени, однесувањето, да кажам, на институциите не се смени, во најголем дел од институциите истите луѓе ги спроведуваат тендерите, што нели секако ако биле добри би било окей, но бидејќи не беа добри, нели имаме забелешки, така да мислам дека како резултат на такво едно разочарување јас лично би го толкувала, но секако фактите велат дека имаме благо влошување и со ова што секој трет тендер се спроведува со само една понуда, секако укажува дека системот не функционира така како што треба. Дали тоа компаниите
веруваат дека е наместен тендерот. Обично, нели, демотивирачки фактор е, си велите, што да трошам, тоа е трошок, нели, самото подготовка и учество на било кој јавна набавка, не веруваат дека тендерите ќе бидат како што треба спроведени. Апсолутно еден од аргументите кои велите е тоа загубената доверба и не мисла дека ќе има некој процес кој е недискриминаторски, кој објективно ќе се избере најдобрата понуда, туку се обесхрабрени од стартот, ако го гледаат огласот на електронскиот систем за јавни набавки. Во други случаи се во прашање критериумите за кои зборувавме, кои се премногу високо поставени и фирмите не може да ги исполнат. Во трети случаи пак станува збор за технички спецификации во кои се опишува, да кажам, одреден производ или услуга во кој компанијата што е заинтересирана гледа дека е опишана, да кажам, опишан производот на нивната конкуренција, а не нивниот, да кажам, нема таа законски потребна ширина. Она што е загрижувачки, бидејќи во второто полугодие од 2018 година се уште важеше стариот закон и во него беше задолжителна електронската аукција, тоа значи дека ако има најмалку 2 фирми, дека ќе се оди на електронско, го вика, се вели тоа надавање, во кое ќе се бара од фирмите да ги намалуваат своите цени кои ги дале на јавното отворање. Секогаш фирмите, имајќи предвид дека е задолжителна таа електронска аукција, своите првични понуди ги дава исклучително високи да бидат. Значи сега по овие 1/3 од тендерите, всушност фирмите со право можеме да очекуваме доставиле високи цени, бидејќи виделе дека нема конкуренција, се оствариле нивните најоптимистички, најпозитивни очекувања, тие тогаш кога институцијата ќе им рече конечна цена дајте, обично намалуваат 10 евра, 5 евра, така, некои мали символични суми, колку да се остане на таа нивна висока сума и се смета всушност дека ние во овие 1/3 од тендерите, можеме објективно да кажеме, дека плаќаме сигурно нереално високи цени. Бидејќи еве можевме да видиме од претходно интервјуто кое кај вас го имавте со директорот на јавното предпријатие за државни патишта, можевме да ја видиме разликата помеѓу постапки договарани и цени договарани во 4 очи и на тендер. Така да и во овде кога нема конкуренција, за жал се овозможува всушност дека вие не сте во некаков надпревар, немате конкуренција и ви се овозможува да ги остварите своите високи цени. Така, Љупка, како го коментирате ова од аспект нели на представник на комората? Учесник само еден на јавен тендер. Има некакво објаснување за компаниите кои се дел од комората? Па, исто така тоа е последица на овие високи критериуми поставени. Компаниите не можат да тендерираат, поголем дел од компаниите не ги исполнуваат условите. Обесхрабрени се исто така, бидејќи изгубена е довербата, како што кажа Сабина, во објективното одлучување, а нема промени изгледа, како што спомена Сабина, во структурите кои одлучуваат. Кај државните органи, дали истите се службени лица, не знам дали се истите службени лица или имаат нови, тоа не би можела да кажам, но сепак треба тие лица да поседуваат нели сертификати и да бидат обучени, така да и тоа е процес кој што е потребен ако треба да се обучат нови лица. Меѓутоа исто така има тука согласно Законот за јавните набавки договорниот орган право да ги провери цените и да не оди со прифаќање на понуди кои што се многу над пазарните цени. Значи тој исто така може да провери и кај многу ниските цени, дали се тие многу под пазарните цени, па да не дозволи такви јавни набавки. Значи сепак ниските цени кормилото е кај договорниот орган. Тој баланс и со директорот на државниот патишта кога говорев, не е само најниска цена, и квалитетот треба да игра улога. Апсолутно, квалитетот треба да игра голема улога, бидејќи ако станува збор за заштита на буџетските средства, најевтиниот производ не е и најекономичен. Сега новиот закон предвидува и други критериуми. Ќе дојдеме после на новиот закон, сега зборуваме за 2018, но дали понекогаш може да има и неколку учесници на еден јавен тендер, но тоа да е некој фингерај, да речем, договорено колку да фигурираат. Па се разбира дека може и тоа и кај нас се случува, тоа се случува и во светот, затоа постои институција, кај нас ја велиме Комисија за заштита на конкуренцијата, која сушност треба да го открива
и казнува таквото договарање помеѓу фирмите кога тие едни на други си глумат нели конкуренција и на тендерот гледаме дека има двајца, тројца или повеќе учесници, а секако на електронската аукција, ние тоа зборуваме од страна како монитори го забележуваме кога ќе видите поголема конкуренција, но на оваа електронска аукција која реков дека беше задолжителна до април годинава, гледаме дека нема надпревар помеѓу нив, што значи дека веќе некаков договор е постигнат. Понатаму се шпекулира и самите фирми зборуваат за некаква поделеност на ниво на пазар, поделеност на ниво на, да кажам, министерства, зависно од тоа која фирма со кој министри, со која партија се блиски, и се разбира дека затоа велам дека кај нас е проблемот во тоа што законот има предвидува механизми како тоа може да се и треба да се санкционира, но за жал тоа не се случува. Така, уште еден загрижувачки податок од вашиот мониторинг: зголемена нетранспарентност. Велите без оглас биле склучени 596 договори, а тие договори се со финансиска тежина од 33 милиони евра. Тренд на зголемување на нетранспарентноста. Значи, повторно имаме влошување на една состојба. Влошување во однос на претходната година, но ако гледаме подолгорочно, како држава сме имали, ако добро памтам, 2016-17 и до 60 милиони евра вакви договори. Да, имаше некои графикони во режијата, но Ова јас ако добро гледам е анкетирањето на фирмите и нивните одговори каде тие ги гледаат главно проблемите, и ова е секако на линија на она што го говореше Љупка, дека најсериозниот проблем за компаниите најниската цена. Тоа е од анкетата што вие ја правите со анкетата која направивме во првиот квартал од 2019 година со над 180 компании беше, компании кои имаат поголемо или помало искуство, но секако се искуство со искуство во спроведувањето на јавните набавки, и како што можеме да видиме дека за нив најголем проблем е најниската цена на тендерите, а втор проблем е тоа што се прилагодуваат условите за учество на тендерот кон одредени фаворизирани фирми, нешто исто така што го нотиравме. Во однос на нетранспарентноста на постапката, значи би кажале дека овој проблем за жал е резултат на некакви повторно стари практики кои со смената на власта останаа да се применуваат. Имено на врвот на листата на институции кои најчесто ги применувале овие нетранспарентни постапки, особено кога гледаме од аспект на вредноста, се Министерството за образование, и тука е за откупот на учебници од Кембридж програмата, потоа на второ место е АД Електрани, каде што исто така често пати се применува под изговор за крај на итнос, се изнајмува механизација за ископ на јаглен, што исто така сме го гледале во изминатите години. Зар не знаат кога да се и исто им тоа се како непланирани, под непланирани или нелитни работи можете се и сечто да вметнете. Точно, и затоа и велиме дека секако на прво ниво укажува на недобро менаџирање на работите, а на второ ниво и отвара секако некаков сомнеш кога вие често ги применувате ваквите тендери. И добро е што во новиот закон од април 2019 година, за да може да се склучи тендер за одредени причини, особено ова крајна итност која велат институциите, ќе мора да се бара одобрение од Бирото за јавни набавки, бидејќи очигледно се свати дека ако нема вакво одобрение, дека очигледно институциите, бидејќи никого не прашуваат, ги склучуваат тие договори и нема последици. Тука може да се извинувам, може да има и уште еден проблем. Оваа ниска конкуренција, мислам дека причината за сите овие проблеми е потекнува од ниската конкуренција. Од причина што е ниска конкуренцијата, имаме еден понудувач, а согласно законот, ако тргнеме по решенијата на законот, вели дека може да се склучат вакви договори, еден од критериумите под кои може да се склучат вакви договори со преговарање без објавување на огласе, доколку договорниот орган распишал две отворени постапки претходно и на двете само еден понудувач се јавил. Во таков случај договорот има можност, бидејќи еден понудувач и не може онда да го вликува постапката до нема и каде, бидејќи сепак тие набавки некому се потребни
за да функционира и законот ја дава оваа можност. Исто имаме сведоци сме дека може да се јават итни случаи и дека може да се преминуваат дека можат, но кога кај истите случаи, но ако тоа се јавува како кај истите тендерџи, ако тоа се јавува кај истите тендерџи, добро, тоа е еден индикатор кога треба да се упали црвеното знаменце и кога според тој систем на проценка на ризик треба сега според новиот закон Бирото за јавни набавки да реагира, а и според индикаторите за ризици Државниот завод за ревизија па да направи ревизија во таквите компании, ако стварно таквите договори се повторувачки кај исти договори. Така. Ова што велиме од три... Да, повели. Се спомна Државниот завод за ревизија, имавме наодамна едно истражување колку во државните предпријатија во последните 15 години колку имало контроли од страна на Државниот завод за ревизија, па еве АД Електрани кое го спомнавме овде дека често склучува и тоа и секако генерално склучува големи тендери, има големи пари се трошат од страна на ова предпријатие преку јавни набавки. Произлезе дека немале контрола финансиска од 2007 година и тоа значи последната е за 2006 година е контролирано нивното финансиско работење, што произлегува дека 13 години немало ревизија на нивните. Зошто? Очигледно е дека низ годините некако фокусот на Државниот завод за ревизија, дали со сите законски измени, пак е ова мое лично мислење, очигледно е премногу свртен кон политичките партии, капацитетите на таа институцијата се тие што се, да речеме бројот на вработени, бројот на ревизори и се повеќе е фокус оставен на заради нели проблемите со финансирањето на политичките партии, очигледно се повеќе се насочуваат кон контрола на финансирањето на партиите, а се забораваат некои други институции кои се еднакво важни, затоа мислам дека со ова истражување пак беше некоја порека да се пронајде начин за некакво балансирање и правилно, да кажам, насочување на ресурсите на Државниот завод за ревизија. Сабина, пошто го спомена Министерството за образование на овој план и Електрани на Македонија, кои министерства или предпријатија, јавни или институции, пак можеме на позитивната страна да ги споменеме? Тоа е едно посебно, значи во мониторингот и овие институции ги спомнав, во мониторингот ние го коментираме примерокот кој ни бил дел од анализата за да извлечеме и да ги аргументираме нашите наоди. Во еден друг проект кој го спроведуваме, тоа е мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет, заедно со 8 невладини организации од цела Македонија, со 8 плански региони, ги анализираме министерството и општините на институционално ниво како ги спроведуваат јавните набавки. Гледаме од аспект на тоа какви политики има до начинот до некакви реални нивни перформанси. Така да ако погледнеме на, да кажам, најдобри, ако се нема никој што до максимум ги исполнува, да кажам, овие стандарди кои се дефинирани, сепак во групата на најдобри се секретаријатите на владата, кои всушност доаѓаат на тоа место бидејќи имаат 2 до 3 тендери годишно. А од она министерство кое сепак има поголем број на тендери во 2018, да кажам, на трето место беше Министерството за одбрана, а на дното, или да кажам најмал процент на остварување на овие стандарди за транспарентност, отчетност и интегритет има токму посоченото Министерство за образование и наука и Министерството за внатрешни работи, што е особено загрижувачки ако се знае дека всушност ова се две министерства кои располагаат со големи буџети на менеджи за јавни набавки. Позитивно образование и внатрешни негативно. Премиерот би требал да има во предвид нели овој сегмент и овие карактеристики за однесувањата во јавните набавки во одредени министерства, со оглед на тоа што нели ја најавува метлата. Кај општините би додала за да така да бидат инспирирани тие што се добри и понатаму да работат добро, тоа е на врвот е општина Велес, а на дното се општините Арачиново, Шутово, Ризари и така да. Така. Сега имаме еден дел или една карактеристика што ја забележувате во овие 6 месеци, што може да јас го доживувам позитивно. А тоа дека е зголемен бројот на жалбите. 37% повеќе во однос на претходната година. Зошто го сметам позитивно? Мислам дека малку се охрабриле компанииве, бидејќи едно време беше страф и да се приговара и да се води судска постапка, бидејќи знам конкретни примери с кои сме работеле во фокус од вакви компании или нивни собственици, кои имале реперкусии затоа што се осмелиле да оспорат постапка.
Во право сум или имате поинакво толкување? Апсолутно сте во право, особено затоа што нашиот и стариот закон, а и сегашниот закон за јавни набавки предвидува можност во сите фази како се спроведува тендерот, значи од самото објавување на оглас доколку некоја компанија не задоволна од тендерската документација може да достави жалба. Понатаму кога ќе се донесе одлуката, може за одлуката да ја обжали и на крајот до исклучувањето на договорот доколку се најде некакви наоди кои смета дека треба дека се спорни и незаконски. Така да ова зголемување на бројот на жалби секако е позитивен и зборува за тоа дека не дека има повеќе пропусти, секако ги имало и претходно, но зборува за ова што велите некакво охрабрување на фирмите, бидејќи нашето анкетирање за жал покажува дека најголем дел од фирмите не доставуваат жалби дури и кога се незадоволни од самата постапка за јавна набавка со образложение дека стравуваат од можни последици. Да, или суптилно ќе им би да кажано дека доколку го направи тоа, нема да дека веќе никогаш нема да може да добие тендер ако го оспори сега и ја сопре постапката. Понатаму голем дел од фирмите се изјаснуваа дека нема доверба во да кажам објективноста на самата комисија за жалби, а на некој трети па секако и самата постапка бидејќи се плаќа. Доколку продолжите судска постапка, знаеме и каква беше довербата во судството и каква е. Љупка? Добро, па и овде сега според истражувањето 47 овие толкување. Да, се зголемува довербата во државната. Не, дали се ослободија малку, нема страв дека можеш да може да критикуваат, да поднесе жалба, да поведне. Да, се зголемува довербата во државната комисија и тоа е добро. Треба фирмите да ги користат. Да, јас само да напоменав дека го поканив во оваа емисија, во оваа дебата и првиот човек на комисијата, Собраниската комисија, Карамфилов, за жалби по јавните тендери, пошто он има го дадоа извештајот за минатата година до Собранието, но не беше во можност во некоја друга пригода. Следниот ваш 6-месечен мониторинг од оваа година се надевам дека ќе биде гостин. Повели Љупка, извини. Значи, добро е тоа што се зголемува довербата во Државната комисија за жалби по јавни набавки и фирмите треба да ги користат правните средства кои им стојат на располагање, бидејќи и ова е еден инструмент за контрола на следењето на постапките за јавни набавки. И според податоците од истражувањето, 47,6% се уважени жалби, што значи дека тоа е коректив и за договорните органи и исто како и во судските постапки треба да се воспостави една пракса таму каде што има проблеми во примената, како тоа треба да се применува и од аспект на подготовка на документацијата за економските оператори, но и од аспект на спроведувањето на постапките за договорните органи. Мислам дека ова комисија може да одигра многу значајна улога за целиот процес на јавните набавки, подеднакво за двете страни. И за договорниот орган, и за, а не само за економските оператори. Да, и ова може да се третира како позитивен податок, зголемен е бројот на поништени тендери. 27% имаме зголемување. Да. Тоа не е добро. Не е добро затоа што... Не, па говорам дека ако навистина имало спорни јавни набавки, добро е да се поништат. Говориме има два вида на поништување. Добро е ако комисијата ги поништи констатирајќи некакви врз основа на жалби. Меѓутоа ние во нашиот извештај следиме и колку од самите постапки кои биле иницирани од институциите, самите институции ги поништуваат и за жал се случува всушност да се пречесто да се поништуваат и ова е многу висок процент на поништувања што го зголемува ризикот и овде да имаме коруптивни мотиви, во смисла не победил или не можам да го склучам договорот со фирмата со која сакам, го поништувам барајки законот нуди низа можности и овде се за жал се користат. Овој процент од над 20 се движи и со години наназад. Секако воочуваме дека е, да кажам, навистина проблем типичен за Македонија, низ споредбата дека тие проценти во другите земји од регионот се многу пониски. Што значи дека кај нас и секако во разговорите што сме имале со Бирото за јавни набавки, еден од критериумите за контрола што ќе се прави во, да кажам, институциите и што треба согласно новиот закон ќе биде и колку често институцијата ги поништува своите тендери. Така. Самина, ако направиме се една компарација, владата на Никола Груевски, коалицијата на ВМРО, ДПМН
и ДУИ, партијата на Ахмети, беше условно нарекувана тендерска коалиција. Сега еден дел од таа тендерска коалиција е дели од новата влада или во коалиција со СДСМ и Зоран Заев. 2 години имаме од оваа влада. Споредено со предходната, како изгледаат работите? Бидејќи на полето на непотизмот, нели гледаме колку дебата овие неколку месеци антикорупцијска е безмалку бомбардирана од пријави од владачката партија и од опозицијата, како на планот на јавните набавки би ја оценила владата на Зоран Заев? Па секако не би добила добра оценка, во смисла дека имам чувство дека фокусот на владата не беше воопшто ставен на подобрување на системот на јавни набавки и токму во тоа што сите го знаеме значењето на тоа прашање, значи може би свесно не се направи обид да се многу побрзо да се донесе новиот закон за јавни набавки, бидејќи корупцијата во голем дел беше и е генерирана од стариот закон. Така што не се направија обиди да се испрети порака, да кажам, на ниво на институции, дека сега според некои нови вредности ќе се спроведуваат постапките за јавни набавки, бидејќи во голем дел и онаму каде што ние се сомневаме за корупција, за жал, бидејќи ставен подпис од двете страни, нашиот сомнеш може само да го докажат нели истражните органи. Така што мислам доколку се вложеа поголеми напори, мислам дека ќе се направеше некаква промена. За жал, напори некакви посериозни не видовме, така што вистинскиот тест дали на вистина конечно владата на Заев се освестила и смета дека треба да го остави фокусот или вниманието да го насочи кон јавните набавки, треба да го видиме сега во второто полугодие од 2019 година со новиот закон, бидејќи на сила година во април. Бидејќи изговорот на, да кажам, на институциите кога ние ги критикуваме, всушност е дека не им биле врзани рацете, бидејќи стариот закон не овозможува нели маневарски простор. Она што можеби да кажеме како би можело да се земе како некој позитивен аспект во целиот овој процес или на пазарот на јавни набавки е фактот дека тие се намалија значително и од 950 милиони колку што изнесуваат во 2016, тие во 2017 паднаа на 650, во 2018 се некаде околу 750 милиони евра. Можеби во овој пат треба да ги гледаме не само тоа што не се спроведуваат објектите од 2014 година, нели нема такви големи инвестициони зафати, туку можеби резултати на падот на цената на корупцијата. Но сепак за да зборуваме за такви аспекти дека има и нешто светло, ќе ни треба време и ќе се прават и тој вид на истражувања. Прашање за Љупка, но ќе имаме кратка пауза за огласувачите, но прашањето ќе ми биде после рекламите. Дојде што сметаат компаниите? Беше најавен живот за сите во Македонија, дојде ли живот за компаниите членки на Стопанската комора? Одговорот ќе го чуете после кусава пауза. Многу повеќе мобилен интернет и неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов Samsung смартфон. Нова Магента 1 за сите. Сега со многу повеќе мобилен интернет и неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов Huawei смартфон. Кока-кола подарува 450.000 шишиња. Отвори пакување од 0,5 литри, пронајди го символот шише под капачето и замени го за уште една Кока-кола 0,5 литри. Поврзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте? Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата.
Продолжуваме со дебатата. Љупка, прашањето го поставив пред рекламите. Дојде ли животот за компаниите во Македонија? Бидејќи знаеме еден период од предходната влада им доцнеа, не знам, со години парите од овие јавни набавки, па молча, па кога им објавија дека постапно ќе им ги враќаат, дури аплауз доби. Мислам, тоа ми е една од тие по-печатливи сцени во кои навистина не знам, не ми остаи добра слика. Дали сега се чувствува дека се послободни и во критиката на владата, затоа што гледаме дека некои работи се продолжуваат. Да, сега се покритични, послободни се и тоа јавно име. Тоа ги покажува и овие тенденции кон зголемување на довербата. И знаете како, сега во овие изминати години владата беше фокусирана кон надворешно политичките односи. Оваа година ја прогласи за година на економијата и сега даваме шанса тука да се потикнат економските активности. Економските активности во овој квартал се добри, има тенденција кон раст, но очекуваме дека ќе биде оваа година со поголеми економски стапки на раст. Така. Ова е просечната оценка. Да, значи зборувавме, јас те прашав како би оценила оваа влада визави предходната влада. Овде имаме како компаниите ја оценуваат, така? Да. Значи, имаме излага дека 2009-2017 има повисока оценка? Па не. Произлегува дека просечната, да. Меѓутоа тука јас пак би кажала дека е тоа резултат на некаков страв. Тогаш зборувавме дека сепак имавме некоја диктаторска влада која сериозно ги притискате, па ние имавме сериозни проблеми воопшто да прифатат, иако им велевме дека статистички ќе бидат обработувани податоците. Не по тоа кој што рекол. Нема никој да знае кој бил нивниот одговор, имавме навистина сериозни проблеми да ги мотивираме фирмите да дадат објективно да одговорат на нашите прашалници и да укажат што е тоа што им пречи, за да можеме ние понатаму нели да настојуваме да го подобриме законот и да ја менуваме праксата, така да јас лично мислам дека оваа оценка 2,91 дадена во периодот 2009-2017 е резултат малку и на тој процес, ама секако во 2019 изнесува 2,87, што значи дека негли под доволната тројка, што секако е недоволно и на линија она што го кажувам дека повеќе или помалку работите се исти, што секако имајќи ги предвид сите проблеми е крајно неповолно. Алармантно за актуелната влада. Нели? Добро, тука се очекува да биде поинаку. Се работеше по ист закон, по ист закон и треба да имаме предвид и претходно и во овој изминат период, новиот закон почнува да се применува од 1 април, па ќе видиме ќе кажеме некои збори за тој, но сакам за она што јас го најавував, што мене ми е загрижувачко. Велите во таа ваша анкета со компаниите, 48% сметаат дека секогаш или често има корупција во јавните набавки. Тоа е скоро половината. Да, навистина загрижувачки. Притоа треба да имаме предвид дека најголем дел од нив сметаат дека и тендерите се добиваат кога велиме каква форма на корупција и на злоупотреба се случува во договарањето на тендерите, велат дека е тоа последица на политичките врски, што гледаме дека повторно политизацијата, ако е министерот Дуи, ќе добие фирма блиска на Дуи, ако од во таа смисла, нели? Во таа смисла, што е навистина разочарувачки и не враќа пак на почетокот кога и вие рековте дека всушност црните пари во изборните кампањи, така финансирањето. Затоа што еве го илустрација на ова што го говориме. Дека мал дел сметаат и дека ретко, но има корупција, а дека минимален дел. Значи покрај овие политички линии што велиме партиски врски, кој е друг критериум што сметаат, зошто се сомневаат во корупција? На второ ниво вела дека се случувал директен подкуп, што значи дека и пари се во прашање во смисла на договарањето на тендерите. Дека лично некој ги зима провизии, дека во првиот случај тогаш ако велиме политички врски би значило дека партијата има директна корист од договарањето на тендерите. На второ место причината е личната корист на директорот, на министерот или премиерот, а на трето ниво се споменуваат роднинските врски. Значи тоа на роднини да се додели тендер. Љупка?
Па добро, доминира вака, мислам добро. Видите реков, сега, не. јас како легалиста прво ќе кажам дали се тоа перцепцијата на компаниите или дали е тоа така, тоа се две големи веројатно имале работи. искуство или немале, за да дадеш став. Тоа се компании кои учествуваат во јавни набавки. Да, ама видите, за да кажеме дека има корупција, таа треба да се докаже Пред нашето судство. Да се докаже и да зборуваме за така. Затоа велам, дали е таа перцепција и ако е само перцепција, тоа е лошо. Тоа е лошо и за конкуренцијата на јавните набавки. И треба да се работи на тоа да се зголеми довербата. Секако дека тоа не е нивниот, да кажам, нивното мислење. Но овде се анкетирани фирми кои учествуваат на пазарот на јавни набавки, повеќе или помалку. Така што значи дека они го имаат или го дале тоа нивно мислење врз основа на тоа што нив им се случува. Од аспект на тоа што велиме дека нели велите како легалист дека ќе зборувате за корупција или би зборувале и правилно е да зборуваме ако конкретно обвинителството обвинило некого директно за земање подкуп или слично, мислам дека токму и отсуството или таа, да кажам, летаргија и на нашето обвинителство, на нашата државна комисија претходно за спречување на корупцијата, значи сето тоа водеше или креираше еден амбиент на неказнивост и тоа е една од причините поради кои мислам дека се продолжува со старите пракси. Со промената на власт јас не можам да се сетам, освен или случаите кои ги водеше СЈО, јас не можам да се сетам да посочам најмалку еден пример во кој институцијата излегла со договор за јавна набавка, значи со некакво конкретно обвинување и побарала од обвинителството или веќе доставило некаква иницијатива до Државната комисија за спречување на корупцијата или до обвинителството, обвинувајќи дека претходниците ги местеле тендерите или дека склучиле тендер кој е на штета на државната каса. Зошто ова сметам дека беше очекувано, бидејќи освен нашиот мониторинг што укажуваше на високо присуство на корупцијата, таквите наводи ги гледавме и во извештаите за напредокот од страна на Европската унија, а тоа го тврдеа и политичките партии кои потоа дојдоа на власт. Значи едно целосно нелогично, да кажам, однесување се случи со промената на власта, така што сега во ситуација произлегува дека и овие што сега ги спроведуваат тендерите си велат, па добро, можеме и ние да се однесуваме како претходните, никој нема да не санкционира. Кучињата си лаат, карванот си врви со набавките. И во таа линија уште би кажала, ако дозволиш, дека со новиот закон е предвидена управна контрола. Доколку не се смени овој став дека нема казнување за незаконско постапување во јавните набавки, ако не се санкционира на време незаконското постапување, мислам дека проблемите ќе останат исти. Значи потребно е да се засили контролата. Што се подразбира по таа управна контрола, еве да објасниме, Љупка, како легалист. Како легалист, да. Значи, Бирото за јавни набавки ќе врши контроли на сите набавки кои што се со вредност над 500.000 евра, кај набавките на стоки и услуги, односно над 2 милиарди евра кај набавките за изведување на работи. Тоа значи дека Бирото за јавни набавки ќе има увид од објавувањето на огласот, се до донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, доколку оцени дека има некои неправилности, да го поништи тендерот. Исто така, Бирото за јавни набавки ќе има можност и по собствено наоѓање, односно по направена проценка на ризик, да направи и такви контроли по случаен избор кај сите видови на набавки, не само кај овие набавки со овие вредности. Кој го формира Бирото за јавни набавки? Тоа е многу битно, бидејќи дури независни регулаторни тела, видовме во изминативе сите години се ставаат подобни лојални партиски членови. Ја спомна антикорупцијската, која не знаевме ни дека постои. Во таа смисла, каков ќе биде составот на Па составот треба да биде избран, и сегашниот состав, тоа станува збор за стручни луѓе таму, колку што ние имаме соработка и што работат долго години на овие набавки, и они се залагаа за, и тоа ми е и улогата на Бирото за јавни набавки, да се залагаат за подобрување на системот на јавни набавки, да предлагаат промена на законски решенија и да се залагаат за унапредување на тој систем, но секако дека ќе треба да се стават луѓе со интегритет кои што на вистина ќе си ја извршуваат својата работа во вистинска смисла на збора. Сабина, ти си веруваш во овој закон дека може да ги измести кон подобро работиве или сепак да речеме се лежи во
политичката волја, што би ја рекло, или тоа дали актуелната власт има намера да го затвори оваа славина на корупција или не. Да. Законот е секако подобар многу. Оневозможува некакви злоупотреби и неекономично трошење на јавните пари што ги овозможуваше претходниот закон, но секако дека се ќе зависи од капацитетот на институциите и од политичката волја, во смисла дека доколку има желба повторно да се фаворизираат одредени фирми или да се местат тендери, секако дека новиот закон нуди па некои други можности, бидејќи сега критериумот не е најниска цена, туку економски најповолна понуда. Стравуваме доколку нема јасна волја, да кажам, да се обезбеди фер конкуренција во постапките за јавни набавки, дека тогаш преку овие критериуми ќе може да се фаворизираат одредени фирми. Има и други некои, да кажам, одредби од законот кои може да се сметаат дека ќе отворат нови потенцијални корупцијски жаришта. Законот секако е добро што се смени. Мора да кажам дека управната контрола е воведена како резултат на притисокот кој ние го направивме како невладина организација, уверувајќи го дури лично министерот Тевдовски, бидејќи Бирото за јавни набавки во тоа прва нацрт верзија на законот не предвидуваше ваков вид на контрола, но мора да признам дека министерот за финансии во дебата една која имавме се согласи со нашите оценки како невладина организација дека отсуството на контрола всушност не доведе до оваа ситуација во која што сме сега, да можем да зборуваме за толку, да кажам, метастазиране корупција и нерационално трошење на јавните набавки, на парите во јавните набавки, така што мислам дека оваа управна контрола, доколку се има волја, може да одигра позитивна улога. Но, ако се стават луѓе кои се партиски војници, кои ќе треба да ги штитат тендерите во кои партиите имаат интерес и ќе делува само онаму каде што немаат, да кажам, личен интерес, да му се вработи некој па ќе премолчи. Така обично се одвиваат работи. Треба да се даде шанса, ова е добра можност. Да, треба да се даде шанса на Бирото, ќе видиме. Затоа сме тука ние да притискаме јавноста. Значи, кога ќе го вратиме филмот или кога ќе го вратам филмот од 90-тите, кога и немаше закон, имаше многу спорни и, не знам, тендери во првата влада, дури и експертската и после, кои, да речам, ја брануваа јавноста, па немаше закон, па се носеше уредба, па еден закон, па и секој закон која се менуваше и носеше, постоеше се некоја надеж дека еве со овој закон ќе се реши, не баре законот е виновен, ако вие сте решени да управувате, нели, како што треба. Во таа смисла не верувам во семојта на законот, иако е добро, нели, да се промени. Јас сум пре-песимист како ти, отколку оптимист како Љупка. Да, треба да се даде шанса на закон. Особено затоа што еве до сега нема сознание дека е нешто направено од аспект на градење на капацитети на Бирото за ова спроведување на ова управна контрола. И мислам дека не смее да биде оставена формирањето на ова оделение, градењето на нивните капацитети и почетокот на работа и контрола на големите тендери да биде оставено на волјата на Бирото за јавни набавки, па дури не ни на Министерството за финансии. Мора да биде дел од агендата на самата влада. Значи, беше да не видува 4 очи, па ако има злоупотреба, па електронската аукција, значи се веруваше дека ќе ги спречи некои измените се носеа практики, за да ги надминат. Уште на времето имам впечаток и јас како правник дека правниците служат дали во министерства, нели, јавни предпријатија, па и во обична фирма. Зошто служат правниците? Волјата на шефот или функционерот да најдат дупка во закон за да ја спроведат. И никако во овие години да ми се промени тој впечаток. Да, или србите имаат убава една изрека која коментира, кај ни бидејќи со истите проблеми се соочуваат, велат савршени криминал. Така да и ова со тендериве, така да, совршено злосторство произлегува баш така од аспект на тоа дека, нели, прво да ја видиме волјата, па потоа да спроведеме. Во секој случај треба да бидеме оптимисти, бидејќи имаме нов закон и сега од 1 април се уште е рано да се каже какви се ефектите од примената. Дали ќе биде април или не? Да, законот беше донесен, мораме да потенцираме во една транспарентна и во процес на консултации со сите засегнати страни, беше носен цела година, откако се најави првата верзија нацрт законот во ноември 2017
година декември, па предлог законот потоа се донесе, па се објави во службен весник во февруари 2019 година. Добро, така да тоа се имавме еден добар процедури, период. да ги видиме ефектите. Да имавме еден добро, ама ние како бизнес заедница сте партиципирале во процедурата, во дека ред. кога се носат законите, треба да се вклучи бизнес заедницата и дека треба... Дали ги прифатија и вашите забелешки? се прифатија забелешките и затоа велам дека треба, а тие забелешки се креирани врз основа на акви состојби детектирани и за да се надминат тие состојби. Така, за крај. Ако за одредени негативни појави, нели, што се случуваат во општеството од непотизмот, разни што минатиот пат ја брануваа јавноста, премиерот најави метла за средување на јавните набавки, што би му требало? Лагер изгледа. Така? Да. Па мислам има многу сериозни проблеми се сепак и мислам дека и особено треба да имаме предвид дека јавните набавки ги спроведуваат над 1400 институции. Што значи дека е потребно навистина, е потребно навистина, не потребно пак ќе кажам јавните набавки да станат дел од владината агенда, а не само од агендата на Значи, бирото. ако имаат сериозна намера да воведат ред, тогаш сметам дека сериозно треба да ги читаат вашите извештаи и да ги видат болните точки. Да, па се надевам дека и се затоа ми беше и задоволство да дојдам вечерва и да бидам дел од оваа емисија, настојувајќи на вистина да ја испратиме пораката така за овие проблеми, очекувајќи дека можеби надлежните ќе најдат начин да ги намалат ризиците од корупција. Љупка веќе рече дека е оптимист. До наредниот, следниот 6-месечен извештај, нели, да ви се заблагодарам на двете за гостувањето и ако може во овие месеци што следуваат да имаме некакви поводи во смисла исто некои тендери кои ќе разбрануваат, па да имаме конкретна тема за конкретен тендер. Ви благодарам, почитувани вас, за вниманието. Останете на фреквенциите на 1 ТВ. Следува емисијата од спорт, па Дневникот. Ние се гледаме следниот петок.